Денеска ќе продолжиме од Евангелието по Јован, малку тематски веќе овие две проповеди, но има што да се види на крстот, има што да се разбере на крстот. Многу ни зборува крстот. Кога еден човек ќе прими вест за смрт, смрт на некој близок, на некој познаник, може би роднина, тогаш кај човекот се раѓа чувство на нелагодност, се појавува страв, се појавува несигурност. Тоа е тоа чувство од смртта, тој страв од смртта. И секој човек се прашува што се случува со човекот, каде е тој, кога престанува да работи срцето, кога нема пулс, каде е човекот, кога престанува секоја активност на мозокот, кога телото се лади. Соочен со сериозна болест, Јов се прашувал, но кога човекот умре, останува покосен. Кога смртникот издивни, каде е тој тогаш? Јов 14 глава 10 стих. Прашањето на смртта е незгодно прашање, бидејќи често буди нелагодност. И затоа често се одбегнува, но е незаобиколно прашање. Ако ја забележиме, да побараме, сега имаме доста достапност по интернет, глобалната статистика за целиот свет покажува дека во секоја секунда умираат 1,78 луѓе. Што значи секоја минута од овој свет се преселуваат 107 луѓе или 6390 во еден сат. 153.000 во еден ден. 56 милиони годишно луѓе умираат. И сега ако ние, како што вели Библијата, ако сме слаби, 70 години живееме, така вели Светото писмо, еден просек, значи во времето на еден наш живот ќе умрат ни помалку ни повеќе 3,9 милиарди луѓе. Значи само за 70 години. Сега ако ги гледаме овие огромни бројки, дури тогаш можеме да сватиме колку е голема измамата на сатаната. Уште од самиот почеток. На вистина не ќе умрете. Или во друг превод, не, нема да умрете. Значи тоа е најдобро пласираната лага. И секој човек некаде длабоко во себе има таа лажна надеж дека нема да умре. Дури некаде прочитав дека кој ќе умри до 2036, после нема да умира луѓето. Каква лага? А факт е дека сите умираат. И факт е дека по 100 години ние еден овде што сме нема да бидеме на оваа земја. И тоа е факт кој често се заобиколува. А Светото писмо вели дека ни е определено еднаш да умрем. И потоа доаѓа суд. Евреите 9:27. И така и ќе биде. Светото писмо вели дека Бог му рекол на човекот, навистина ќе умреш, а сатаната нема да умрете. Ама ако појдеме на гробишта, гробиштата покажуваат кој е во право. Бројките тоа го покажуваат, тоа што сега го прочитав. Езекиел вели оној кој ќе сгреши, тој ќе умре. И тоа е факт. Смртта е факт и е реалност. Некој добро кажал дека после падот во грев, човечкиот живот е една терминална болест. Само прашање е во која фаза се наоѓаме во таа терминална болест, на која место сме, до каде сме дојде. Зар не е така? Ова не е
демагогија, ова е вистина. Само за време на оваа служба од 40-50 минути од овој свет ќе заминат негде од 4280 до 5350 луѓе. Каде ќе заминат? Каде ќе се преселат? Тоа зависи. Што е смртта? Како за кого? Ама ова за крај. И сега видете, проучувајќи го Евангелието според Јован, стасавме до крстот, каде што Исус умре. Ова мора да го запамтиме. Исус умре. Тоа е веста што треба да ја чуеме. Исус умре. Исто како некој ни се јавува и вели тој умре. Дедо ми умре, брат ми, мајка ми, без разлика. Пријател некој умре. Тоа е таа веста. Тоа е веста за денес. Исус умре. Значи Исус искуси се како и ние, па и смртта. Проба бил, знае како е. И знае како е кога ќе престане срцето да чука. Исус помина низ тоа искуство што се нарекува лавиринт на смртта. Во посланието до евреите го наоѓаме одговорот на прашањето за стравот од смртта, она што кажав на почетокот во ова, дека секој човек се плаши. И ајде да прочитаме Евреите, 2 глава, 14 и 15 стих. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство. Значи гледаме. Гробиштата се негови од ѓаволот. Тој има власт над смртта, вели. Гледаме дека секој човек се плаши од смртта. Така вели писмото. Секој роден од жена, он е крв и месо што вели, секој роден од жена, секој човек има страв од смртта. Повеќе или помалку. И тој вели е заробен. Исус не избави од тоа робство. Тој е заробен во тој страв од смртта. И сега видете од денешниот текст што ќе отчитаме, од Евангелието според Јован, дознаваме дека Исус морал да умре и ја дознаваме веста дека Исус умрел. Тоа се нашите две точки за денес. Петар вели, оној кој е зачетник на животот, го убивте. Дела 3 глава. Значи, ние луѓето го убивме зачетникот на животот. Ние го убивме. Оној кој е зачеток на животот. А не пак да се убиеме еден со друг. И после се чудиме зошто Украина, зошто Газа, војна ваму, војна таму. Значи, човекот го уби зачетникот на животот. Оној кој е извор на животот умре. Значи, Исус умре на крстот. Ајде да го прочитаме нашиот текст за денеска. Евангелие според Јован, 19 глава, од 28 до 37 стих. По ова, Исус, знаејќи дека е свршено се, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Таму имаше сад, полн со оцет, тогаш закачија на трска сунгер наквасен во оцетот и му поднесоа до неговата уста. Што Исус го прими оцетот, рече: се сврши. Па ја наведна главата и го предаде духот. Бидејќи беше ден на подготовка, јудејците, за да не останат телата на крстот во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги скршат колената и да ги симнат. Затоа војниците дојдоа и им ги скршија нозете на првиот и на вториот кои беа распнати со него. И кога дојдоа до Исуса и видоа дека е веќе умрен,
не му ги скршија нозете. Туку еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. И очевидецот посведочи и неговото сведоштво е веродостојно и тој знае дека зборува вистина за да верувате и вие. Имено се ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши. А на друго место писмото вели: ќе гледаат во оној кого го прободеа. Одиме на првата точка. Исус мораше да умре. Зошто? Него е останатото и да ги исполни пророштвата. Зборувавме за тоа пред некоја недела. Само во овој текст од распнувањето на Исус 3 пати Јован напишал, тоест Исус вели, за да се исполни писмото. Дури 3 пати. Значи тој мораше да умри за да се исполни писмото. Евангелистот Јован во 12 глава од 23 до 28 стих, тоа е текст од самиот Исус зборови, во кој е одговорот на прашањето зошто морал да умре. Значи Евангелие според Јован 12 глава од 23 до 28 стих. А Исус им одговори: дојде часот да се прослави човечкиот син. Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. Кој го љуби својот живот, ќе го изгуби, а кој го мрази својот живот на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Ако некој ми служи мене, нека ме следи. Каде сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. Ако некој ми служи мене, мојот татко ќе го почитува него. Сега мојата душа е вознемирена и што да кажам? Татко, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов до овој час. Татко, прослави го Твоето име. Тогаш дојде глас од небото. Го прослави и пак ќе го прославам. Значи, што слушнавме? Исус мораше да умре заради пророштвата, рековме први, и мораше да умре за синот да го прослави таткото и таткото да го прослави синот. Мораше да умре за и заради Божијата слава. Во неговата смрт прославен е синот во таткото и таткото во синот. Го прославив и пак ќе го прославам. Значи Исус се знаеше својата мисија, Исус се знаеше својата задача. Исус имаше цел, знаел дека првенствено тој лекувал, ама не е доктор. Правел добри дела, ама не е добротвор, бидејќи не можете да помагате и вие толку многу колку што другите можат да разрушат, да уништат. Знаел дека не е првенствено учител, ослободител. А Исус знаеше дека пред се е спасител, дека пред се е жртва. Тој живееше за крстот. Тој знаеше дека крстот не е само едно парче дрво, дека крстот е најголемо учење, дека се е на крстот и се е во таа една жртва. Тој крст, тоа распнување многу кажува и за него, и за нас, и за се ни зборува крстот. Исус знаеше дека ние, кои сме овде, и сите верни во светот, и во историјата, плод се на семето што умрело. Ако семето не умре, вели, ќе остане само. Ама видете го плодот денес. Видете колку верни има. Значи, од едно семе кое умре. Тој знаеше зошто дошол. Бидејќи сигурно Исус не живееше, што би рекле, како мува без глава на овој свет, од денес за утре. Него имаше цел, имаше мотив. Тој знаеше што му е задачата, а тоа беше крстот и смртта. Пред крстот
пред Голгота на учениците, видете што им вели Исус. Јован 4 глава, 34 стих. Исус им рече: мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати и да го завршам неговото дело. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати и да го завршам неговото дело. Се сврши, прочитав. Свршено е, завршено е, дојде часот. Дојдов на светот да го завршам она што таткото ми го даде, да ја завршам мисијата. Секој еден човек е мисла Божја. Исполнета или неисполнета. На крај, сепак исполнета, вака или така. Бидејќи човекот е создаден, Бог да се прослави преку него. Меѓутоа, некоја што ја мисла исполнета или не, вака или така. Сепак е исполнета. Нема Божја волја, моја волја, твоја волја. Само Божја волја. Животот си оди, си минува, времето поминува, ама се уште во народот се вели: животот е еден, живеј го и уживај. А пророкот Еремија што вели? А што ќе правите на крајот, прашува. Што ќе правиме на крајот? Во она што го прочитавме од Јован 12 глава, наоѓаме уште една вистина, каде што вели: сега мојата душа е вознемирена. Исус како 100% Бог и како 100% човек се плашел од умирањето, се плашел од смртта, и тоа е човечки. И тука гледаме дека е 100% човек. Човечкиот страв е нормален и помалку или повеќе е присутен кај секој човек. Вознемирена е душата. Кога човекот оди кон крајот на животот, е тогаш му се враќа филмот за се она што е потиснато, за се она што е скријано, за се она што е направено, добро, лошо. Тоа се враќа филмот. И тогаш има и големи страдања, тогаш има голема борба човек. Бидејќи има многу работи кои се прикријани. Ако земиме Исус, не страда само за нас и заради нас, туку тој ќе страда и со нас кога одиме кон крајот на овој земен живот. И тоа е голема привилегија да го познаваме Исус, да го познаваме Него. Значи не сме сами и во смртта. Исус во тие моменти не само што не разбира, туку и со нас чувствува, со нас сочувствува. А зошто? Затоа што веќе бил таму. И затоа Исус мораше да умре. Морал да умре. Исус е тука со нас во тие моменти, во тие страдања. Исус страда со нас. Инаку крстот како крст може би нема некој значење, но кога човек доаѓа во таа терминална фаза, како што рековме веќе при крај, тогаш тој крст има поинаква смисла, отколку само носење на ланча околу вратот. Тоа е живот. Но Исус страдал и ќе страда со нас. И не дека ние нема да страдаме, дека тој ќе страда наместо нас, туку тој со нас ќе страда. И тоа е таа близина што ја имаме со Исус. Тоа е тој наш голем првосвештеник што го имаме, кој ќе не држи за рака кога ќе ни биде најтешко. Значи од ова се гледа дека факт е дека смртта на Исус беше потребна. Нема Евангелие без неговата смрт. Тоа е сршта на Евангелието.
а човекот тешко свајка дека оди кон крајот. И тешко го прифајка тоа. Но од ден на ден сме се поблиску кон крајот. Видете што им вели Павле на Коринтијаните. 15 глава, прво Коринтијаните, од 1 до 4 стих. Коринтијаните обично заборавале на Евангелието, си имале своји проблеми, имале своји маки, што би рекле. И затоа Павле им вели, ви напоменувам, значи ги подсетува на Евангелието. Ви напоменувам, брајка, за Евангелието кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кое и се спасувате ако го држите цврсто како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го проповедав најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден според писмата. Гледаме? Според писмата. Исус што направи прво? Прво умре за нашите гревови. И тоа е сршта на Евангелието, секако и воскресението. Но прво тој умре. Не може да воскресне ако не умре. Значи Исус умре. Денеска имаме и Господова вечер и видите што Павле исто му вели на Коринтијаните во 11 глава 26 стих. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт, додека дојде тој. Значи, тој мораше да умре. Тој мораше да умре. Се сврши. Што се сврши? Може би подобар превод е завршено, довршено. И тоа прашањето е што е завршено или што е довршено на крстот. Значи, завршени се пророштвата за првото доаѓање на Месијата, за да се исполни писмото, писмото се исполнило. И сега вели, навестувајте ја мојата смрт, додека дојди, додека пак дојди. Значи, писмото се исполнило, се сврши, заврши, и тоа ни дава сигурност дека се оди според планот. И дека остатокот на пророштвата за второто доаѓање сигурно ќе се исполни. Понатаму завршено е откупувањето. Нашиот Спасител, Исус Христос, е Спасител со големо С. Јасно е Светото Писмо. Зошто? Па видете Евреите 10:10, што ни вели. Според таа воља, осветени сме преку приносот на телото на Исуса Христа еднаш за секогаш. И ова е голема, охрабрувачка, мотивирачка, стабилизирачка и смирувачка вистина. Дека Исус е Спасител со големо С. Тој е откупител со големо О. Тоа е возвишена, совршена жртва. И понатаму текстот вели: и секој свештеник навистина стои секој ден и служи принесувајќи ги многупати истите жртви, кои никогаш не можат да ги отстранат гревовите. Но тој принесе само една жртва за гревовите и за секогаш седна оддесно на Бога. И чека натаму додека неговите непријатели бидат поставени за подножје на неговите нозе. Зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваат. А и Светиот Дух ни сведочи за тоа, откако рече: ова е заветот кој ќе го склучам со нив по оние денови, вели Господ. Ќе ги положам своите закони на нивните срца и ќе ги напишам на нивниот ум. И за нивните гревови и за нивните беззаконија нема веќе да се спомнувам. А каде има проштавање за нив, таму нема веќе приноси за грев. Ова треба да се каже. Ова е Евангелие. Принесе само
една жртва, еднаш и за секогаш. И седи одесно на таткото. Тој е спасител. Тој не ни овозможи спасение, него тој не спаси. Не ни отвори можност за спасение, па ние да мора сега по таа отворена можност да работиме, да правиме нешто на нашето спасение, да правиме некои добри дела, за да го довршиме нашето спасение. Не, завршено е, довршено е, се сврши. И ова е многу битна вистина. Многу битна вистина. Крстот е празен. Зошто? Па воскресно. Затоа што еднаш умре на крстот и воскресно. И сега се наоѓа каде? Одесно на таткото. Исус не се поместува. Исус е одесно на таткото. Што значи тоа? Дека тој е совршена жртва и незе ништо не смее и не може да и се додаде. Тоа е разликата помеѓу вистинското евангелие и евангелието плюс нешто да се направи, да се додаде, плюс некој. Тоа е разликата помеѓу евангелието и традиционалната религија. Тој е спасител. Нема друг. Свршено е, готово е. А религијата може да биде опасна ако човекот не разбере дека е завршено, дека се сврши. Ако човекот не ја разбира совршената Христова жртва. Ако нешто е совршено, тоа не може да се повторе, тоа не може да се смали, него ништо не треба да му се додава бидејќи е совршено. Ништо не се додава, совршено е, совршена жртва. Еднаш за секогаш. И нема повеќе. Еднаш за секогаш за сите. Толку е, голема е таа жртва. И тука не може да има, ама баш никаков компромис. Да не се допира во тоа. Туку тоа е совршена жртва. Извртувањето на евангелието, а денес многу го има тоа извртување, најлесно се детектира по тоа. Исус не е доволен, крстот не е доволен, жртвата не е доволна. Тоа е компромис, тоа е трговија, тоа е опасно. Значи, ова не е доволно, па дај уште ова, направи ова, дај уште овој. Опасно е тоа. Доволно е, совршено е. Завршено е, довршено е, се сврши. Апсолутно, перфектно, совршено, без грешка. Тоа е сршта на евангелието. Кога Исус умрел, е важно прашање. Како умрел, зошто умрел, се тоа се важни прашања. Но најважно прашање е кој е Исус? Кој е Исус? Тоа е евангелието. Исус умре, а кој е Исус? Што е смртта? Како за кого? И тоа зависи од одговорот на најважното прашање кој е Исус за мене, кој е Исус за тебе. Се работи за вечност, тоа е вечност, не е нешто што минува. Мартин Лутер уште како католик, пред наново раѓањето, пред реформацијата се прашувал, кога се гледам себе си, се прашувам како можам да бидам спасен. Кога го гледам крстот, се прашувам како можам да бидам изгубен. Кој е Исус? Е клучно прашање. Исус не е еден од патиштата. Исус е патот, нема друг пат. Се друго е лутање и барање. Значи, Исус мораше да умре, за да се исполни писмото, за да се прослави таткото во синот и синот во таткото, за да сочувствува со нас кога доаѓа крајот, да биде со нас, мораше да умре, за да го откупи за себе својот народ. Нема друг пат. Со својата крв не откупи. Значи, Исус
за се ова мораше да умре. И сега одиме на нашата втора точка, тоа е веста, тоа е фактот, Исус умре. Колку и да биле брутални римските војници, сепак понекогаш и се смилувале на распнатиот. А како се смилувале? Му ги кршеле колената за да настапи брза смрт. Именно кога човек е распнат, единствена потпора се колената. И со кршењето на колената, човекот губи таа потпора и цела тежина му паѓа надолу. И тоаш добива голема болка, добива внатрешни крварења и доаѓа до брзо загушување, се гуши во својата сопствена крв. Ама тоа било милост, да не умира бавно со сати, со денови може, ден-два. Бидејќи беше ден на подготовката, јудејците ја барале таа милост од Пилат и Пилат го одобрува тоа, скршете им ги колената и побрзо ќе умрат. Но кога дојдоа до Исус, што видоа? Веќе е мртов. Тој умре. Тој не бил во некаков шок, во некаква клиничка смрт, па како што некои велат, се разбудил во ладниот гроб по 3 дена. Бидејќи, што гледаме понатаму, го пробудуваат со копие, протекува крв и вода. И од тоа е јасно што се случило, дека настапила смрт. Што се случило со крвта во срцето, ова не е наше подрачје, ова е медицинско, ама јасно е, тој е мртов. Исус навистина умрел. И ова е важно за нас, како Исус умре, кога Исус умре. Штом Исус го прими Отцетот, рече, се сврши, па ја наведна главата и го предаде Духот. А предходно, во 28 стих вели, по ова Исус, знаејќи дека е свршено се. Значи, гледаме дека тој е суверен Бог. Знаејќи, тој знаеше дека е се свршено. Беше свесен за тоа. Кога умира, како умира. Ние не можеме ни да умриме кога сакаме, па ниту кога други сакаат. Но тој умира кога сака и како сака, доброволно. Свесен, знаејќи вели. Кога го прими Отцетот, рече, се сврши и тогаш ја наведна главата и го предаде Духот. Без борба. Значи Исус умира на суверен начин според планот, во негово време и на негов начин. И овдека тој ја демонстрира својата сувереност. И ја покажува вистината што ја имаше претходно кажано во 10-та глава од ова Евангелие, 17-тиот и 18-тиот стих. Видете што ни велат. Таткото ме љуби затоа што јас го давам својот живот за да го земам пак. Никој не ми го одзема, туку јас го давам сам од себе. Имам власт да го дадам и имам власт да го земам пак. Оваа заповед ја примив од мојот татко. Јас го давам, јас го земам. Сам вели го давам. Никој не ми го одзема. Тоа е таа сувереност. Умира на суверен начин. И кога рече готово, завршено е, тоа се сврши, тогаш е наведна главата и го прави Духот, без борба, без грч, без никаква фрустрација. А не како нас. Борба до крај, па доктори, апарати, сите се борат за 10 минути подолг живот. Ова на крстот се пораки кои зборуваат за нас луѓето. Да одиме со заклучок. Што е смрт? Кажавме во воведот. Како за кого?
Но сепак во секој случај смртта е раздор, смртта е разделба, збогување со најблиските, за жал често пати за секогаш. За секогаш. Вистината дели, Исус дели, така пишува и во Евангелието според Матеј, 10 глава. Често пати го имаме читано овој стих, ајде че овој текст ќе го прочитам и сега. Матеј 10 од 34 до 37. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата, не дојдов да донесам мир, но меч. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и черката од незината мајка и снајата од незината свекрва. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или ќерката повеќе од мене, не е достоен за мене. Ова е раздор, значи. Раздел. Христос дојде да раздвои. Ништо толку не раздвојува колку вистината на Исуса Христа. Што е смрт? Разделба, одвојување. Тоа е вистинскиот библиски збор. Одвојување. Светото писмо, кога зборува за смртта, зборува за одвојување, за раздор, за еден рез. Физичката смрт е одвојување на душата од телото. Во момент на настапување на смртта, човекот, тоест неговиот дух, продолжува свесно да живее и оди на една од двете дестинации. Тоа е учењето на Светото писмо. После смртта духот живее вечно, свесен. Духот е свесен на една од двете дестинации. Нема 3, нема 4, нема 5 дестинации. Само две. Првата е ново небо, нова земја, ново тело, нов Ерусалим. Рај, тоа е конечна дестинација на оние што умираат во Христос и со Христос. Или пекол, тоа е втората дестинација. И тоа е втората смрт. Тоа е вечна смрт, тоа е вечно одделување од Бог, кој е живот. Вечно одделување од Бога. Човекот живее вечно, значи, на една од овие две дестинации. Или во рајот, или во пеколот. Јасно е Светото писмо за ова. А кога Новиот Завет зборува за смртта како сон, како спиење, секогаш зборува за спиење на телото. А духот е цело време во вечноста и будене, свесен за се и очекува воскресение и просветлено тело. Значи, духот е свесен за се. Гледаме од текстот со Лазар и богаташот. И на Лазар, и на богаташот се им е јасно. На богатиот му беше јасно каде е и зошто е сред тие страшни маки. Плач и чкртање со заби. Тоа е реално, за жал, за мноштво луѓе после смртта. Богатиот сака да ги предупреди живите, т.е. неговите браќа кои се живи се уште. Да ги предупреди од тие маки. Дека, бидејќи тие воопшто не се грижат како живеат. Тие се грижат само за материјалното. Гледаат само на материјално, не гледаат на духовните работи. И вели, предупреди ги да не завршат на ова место, во овие страшни маки. Зашто кога ќе дојдат овде, веќе е прекасно. Нема повеќе назад. Нема надеж. Нема митарства, добри, лоши дела. Нема чистилиште. Или пекол, или рај. Предупреди ги, вели, да не завршат на ова место. Сликата на Голгота е многу јасна. И таа слика на едно ридче со 3 крста се порака сама по себе. Или сме оддесно, или сме одлево на Исус. 3 крста. Или оддесно, или одлево. А Исус е во средината. Не можеме ние да бидеме во средината. Тој е во средината. И околу него секогаш има престројување. Лево, лево, десно, лево, десно.
Исус е средината. Значи гледате дека дели или лево или десно. Исусовата љубов не е сентиментална. Таа е света и праведна и на крај ќе ги казни оние што рекле не на Исус. Оние што го прифатиле како спасител со мало с. Оние кои рекле дека тој е еден од патиштата, а не дека тој е патот. Нив ќе ги казни. Луѓето тешко го сваќаат ова, дури и не го сваќаат, дека ние не само што не можеме да правиме нешто за нашето спасение, туку и не можеме ништо да направиме. Не само што не мораме, туку и ништо не можеме да направиме. И тоа треба да си го признаеме. Не дека не мораме, туку дека не можеме ништо да направиме. Секое наше добро дело, колку и да се трудиме да го правиме, инфицирано е со грев. Или има грешна природа во мотивот, или во содржината, или во целта. И затоа Исус вели, се сврши, готово е, еднаш за секогаш, една жртва за секогаш, доволно е. И што вели по тоа? Верувај, само верувај, ништо не додавај на тоа. Додавањето го смалува Христос. А тоа што е? Тоа е грев и води во идолопоклонство. Значи само верувај. И на крај мора да завршиме со Исус Христос, бидејќи тој учеше спасение по вера. Тоа спасение по вера не го измисли ни Калвин, ни Лутер или некој друг, како што некој велат. Тоа го вели самиот Христос. Самиот Христос го вели тоа. Видете што вели. Како што Мојсей ја подигна змијата, така мораше да биде издигнат човечкиот син. Значи тој мораше да умри. Значи тој умре. Тоа секој кој верува во него, да има живот вечен. Не да направи ова или да направи она. Секој кој верува во него, да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот еднороден син, та секој кој верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Кој верува во него, не му се суди. А кој не верува, веќе е осуден. Или сме на едната страна, или на другата страна од Исус. Исус е секогаш во средината. На кој пат сум јас, на кој пат си ти? Тоа е најважното прашање пред моментот кога еднаш ќе му се заблагодариме на ова тело. Да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, ти благодариме за жртвата што ја даде, што го даде својот еднороден син да пострада на крстот, и таа е жртва дадена еднаш за секогаш. Ти благодариме што секогаш си подготвен да бидеш со нас, секогаш си тука и во нашите тешки моменти, секогаш си тука со нас и кога се радуваме. Ти благодариме за таа близина, за тоа заедништво. Ти благодариме, Господе, за Твојата милост, што ете Ти не избра, бидејќи ние не можеме ништо да избереме ако Ти не избереше нас. Ти благодариме за таа љубов која е неизмерна, која најмногу ја покажа на крстот. Ти благодариме што ја победи смртта и што со тоа ни овозможи живот вечен, Господе, живот во Царството Небесно. И те молам, Господе, давај ни сили
давај ни мудрост и понатаму да продолжиме да чекориме по Твојот пат за цврстување во верата, да бидеме сол и светлина, каде и да сме. Те молам, Господе, за оваа заедница, Ти води, Ти управувај, Господе. Ти благодариме за се, Исусе Христе. Во Твоето име, Исусе, се молиме. Амин.